Црковната свеќа е свештено наследство на православието. Таа е символ на нашиот духовен сојуз со мајката црква. Свеќите кои верниците ги купуваат во храмот за да ги запалат на светниците пред иконите, имаат неколку духовни значења. Со оглед на тоа дека свеќата се купува во храмот, таа е израз на доброволната човекова жртва кон Бога и неговиот храм, израз на подготвеност на човекот на послушност на Бога, мекост на восокот, неговиот стремеж кон обожување и постанување нова творба, тоа е горењето на свеќата. Исто така свеќата е доказ на верата, соединување на човекот со божанската светлина. Свеќата ја изразува топлината и пламенот на љубовта на човекот кон Господа, Мајката Божја, ангелите и светителите, пред чии ликови верникот ја пали својата свеќа. Палењето на свеќи во храмот е дел од богослужбата. Тоа е принесување на нашата жртва на Бога и како што не смееме да го нарушуваме редот во храмот со недолично и вознемирувачко однесување, исто така не смееме да правиме неред додавајќи ја својата свеќа преку целиот храм или уште полошо туркајќи се до местото каде што се палат свеќите, за да ја запалиме својата свеќа. Доколку некој верник сака да запали свеќа, треба да дојде на почетокот на службата, бидејќи тажно е да се гледа како оние што задоцниле и дошле во храмот во текот на службата, во најсвечените и најважните моменти, кога сите во занес му благодарат на Бога, го нарушуваат редот во храмот и им сметаат на другите верници, додавајќи ги своите свеќи да се запалат. Ако некој веќе задоцнил на службата, нека причека да заврши богослужбата и тогаш, доколку има потреба или желба, нека запали свеќа, не сметајќи им на другите. Купувањето на свеќа е мала жртва на Бога и неговиот храм, доброволна жртва која не е задолжителна, затоа пожелно е да си купиш свеќа во храмот во кој си дошол да се молиш. Поскапата свеќа нема поголема благодат од поевтината. Не постојат никакви задолжителни правила каде и колку свеќи верниците треба да запалат. Сепак обичај е најнапред да се запали свеќа за тој празник или пред иконата на храмот, мошчите на светителот, ако постојат во храмот, на својот небесен заштитник, чии име го носиш, а потоа за здравје и покој на душите. Свеќите за покојните се палат исто така на посебно место, а во мислите се изговара следната молитва: спомни го Господи, упокоеното Твое чедо, се кажува името, и прости му ги неговите прегрешенија, сакани или несакани, и подари му Царство небесно. За здравје или пак за некоја потреба обично се палат свеќи на Спасителот, Мајката Божја, светиот великомаченик и исцелител Пантелемон, како и на оние светители кои Господ ги дарувал со посебна благодат да исцелуваат болести и помагаат при разни потреби. Палејќи свеќа пред Твојот избран Божи угодник, помоли се во мислите: Свети Божи угодниче, се кажува името, моли го Бога за мене грешниот. Или пак се кажува името на оној за кого се молиш. Потоа треба да се прииде и прекрстувајќи се, да се поклониш и да ја целиваш иконата. Треба да се има на ум дека доколку сакаме нашите молитви да бидат услишани, мораме да се молиме со зборовите кои излегуваат од срцето, верувајќи во силата на застапништвото пред Бога на светите Божи угодници, преку кои ги упатуваме молитвите. Па на крајот би препорачал да правилно ги користиме свеќите, да купуваме свеќи во храмовите каде што и одиме, да не ги купуваме од приватни лица или од улица, бидејќи со купувањето свеќа од црквата се помага на црквата.